Наши ваш утрински гостин е господинот Горан Богоевски, председател на Сдружение за друмски и планински велосипедизам, Macedonian Bike Riders и подпредседател на Асоциација на аматерски велосипедски здруженија на Македонија. Добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ова утро ни дојдовте со велосипед. Нормално, како и сегогаш, како превозно средство го користиме велосипедот. Поводот за вашето гостување во нашава утринска програма е, еве одат некои инсерти веќе, може да гледачите да видат, може да ни кажете, еве ова е видео. Да, ова е од турата Охридско езеро, што ја одржуваме секоја година. Ова е кругот околу Охридско езеро, ова е веќе влезот во Поградец во Албанија. Да, ова година по 9-ти пат ја организираме како здружение. Ќе биде на 21 мај, веќе е закажана. Доаѓаат гости, посетители од цела Македонија. Ова е турата кај Атидже, по македонските степи, да, тоа видеото. Тоа сакав да споменеме, тоа беше во месец март, нели? Така, да. Се викаше Bike Honeyland 2023 година по македонските степи. Како си поминавте? Одлично, значи во организација на Велес Байкинг, да ги поздравам и нив, инсертите што следуваат се баш од таму. Се погоди и тогаш многу временските услови, сончево, немаше ветрови, преку 200 учесници од цела Македонија. Безбедно беше све, немаше инциденти, немаше проблеми. Самото дружење во Бекирлија, Атидже не пречека, имаше и песна, се делеше мед, се уживаше во самата природа. Стварно, преубаво е тој таму. Само кој бил, еве, гледа од видеото, се возеше по овие предели уживање. Значи, се полнат очите, се полни душата, се полни срцето, да не збориме за дружбите. После завршувањето на турата, крајот беше во село Отовица, на самиот автопат во близина на самото Велешко езеро. Тука завршија сите велосипедисти, малце да се опуштиме со сок, со кафе, со пиво. На крај дружењето е онака, нови контакти, нови пријателства, да се памети тоа што останува и тоа на што ги влечи па за на другите велосипедски настани што ќе се одржуваат во тековната година, да си дојдат пак и ние како домаќини другите градови, да си повлечат и учесници од другите градови нормално и соседни држави. Покрај Спирова колиба, која што ќе се случи на 7 мај на Скопска Црна Гора, вие имате уште две тури веќе кои што ви се дефинирани за мај месец. Можеме и да ги најавиме веќе за љубителите на офроуд ќе бидат, претпоставувам, така? Така, втората што ќе се одржи на 13 мај не е тура, тоа ќе биде дефиле во соработка заедно со Републичкиот совет за безбедност на сообраќај и патишта. Ќе се работи за подигање на свеста и безбедноста и однесувањето и културата на моторциклистите и велосипедистите. Тоа ќе биде настан од поголем карактер во Скопје. Ќе откриеме дека стартот ќе биде во 11 часот од паркот, градскиот парк од Лотус Фонтаната и ќе се движи до плоштадот до Порта Македонија. Кој се може да учествува? Ќе биде од отворен карактер, да, ќе бидеме има пријавување некое претходно или? Не, нема, пошто ќе бидат поканети сите старосни граници, нели, возрасти, од најмалите до најстарите учесници кои практикуваат и возат велосипед како професионално, така и рекреативно. Пак ќе напомнам, целта е безбедноста и подигнање на културата и свеста кај самите учесници, велосипедистите и моторциклистите, пошто како учесници во сообраќајот и ние мораме да научиме како да возиме, како да се однесуваме на сигнализација, со заштитна опрема, како се вози, што се вози и да се практикува тоа. Значи, целта на тоа дефиле, на таа кампања да се подигне свеста и безбедноста кај велосипедистите и мотоциклистите. Бидејќи рековте низ Скопје, нели? Да, ќе се тргне од фонтана Лотус, таму ќе биде стартот, со придружба со ескорт со полиција, значи, ќе се вози до Стоколна мост, ќе се сврти десно кај театарот, нели, Маната и низ Порта Македонија, така триумфално ќе влеземе и ќе заврши со добра забава, со награди од обезбедени од спонзорите од нашите пријатели, со лотарија, со обраќање на официјални, нели, лица, министерот и за сообраќај и безбедност, мислам така, ќе си има обраќање. И тоа ќе заврши на крај, нели, со доделување на награда, излекување на награди и со добра забава и журка. Најава. Одлична најава за сите љубители на велосипедизмот, како што кажавте и рекреативно кој што сака да учествува. Имате уште еден настан во месец мај? Да, тоа е 21-ви, како што спомна пред како одеше видеото, по 9-ти пат турата околу Охридско езеро ја организираме. Ова година ќе направиме мала измена, нека остане тајна. Колку километри е таа? Тоа е 92 километри кругот, точно. Од каде се тргнува? Секоја година тргавме од Охрид према Струга, движиме
покрај само езеро. Тука е уживањето, се искачува до Ќафасан и после од Ќафасан има прекрасен спуст, се доаѓа до Лин, Поградец, се прави поголема пауза во Поградец, после излага на преминут Свети Наум и доаѓа сите оние убави наши села под сама Галичица до Охрид. Одлично. Сега, велосипедизмот не е само машки спорт. Треба да напоменеме дека и жените се занимаваат со велосипедизам и аматерски и професионално. Така. Сакам да ја споменам Елена Петрова, која што освои подиум во Хрватска. Има уште 2 или 3 повеќе жени кои што еве вие ќе ги споменете. Кажете ни за нивните учествување, за нивните активности во вашето здружение. Така, значи ние како здруженија и другите во град, мислам и во град Скопје и во Македонија произведуваме тркачи, значи излагаат од овие здруженија или од овие клубови аматерски. Љубовта е наша што ние први ја пренесуваме на дали на машките или на женските, на децата, нели, уште во тие години и после како се развиваат самите и желбата и љубовта расте кај нив и преминуваат и да се занимаваат и професионално со овој спорт, со вадење на лиценци и уци каде што можат да настапуваат на настани, трки и ивенти што се од европски или светски карактер кои ги организираат нели тие асоциации и здруженија. Да, Елена Петрова беше горе, освои подиум на Гран Фондо, второ место и учествува на светско, мислам, Гран Фондо. Таму беше и Дуња Иванова, да ја поздравиме и незе. Има многу клубови во Македонија и во Скопје и многу девојки што се тркаат. Скопје негде е со 7-8, како во друмски, така и во планински велосипедизам. Настапуваме секаде на Балканов и пошироко во Европа, колку што може нели клубовите да ги пратат финансиски тие настани. Ама има, се тркаат, желбата, напорот, тренинзите, љубовта е голема. Кој вози, тоа го разбира, не му дава да престане. Нема лоши временски услови, ностоп се искача, се чека она време, сат, да се грамне велосипедот. И да се барем на водно, кратко да се извози до средно, до Крснека, да се направи нешто, еден мал тренинг. Ги споменавте подготовките. Сега сакам да позборуваме токму за тоа, бидејќи се навистина километарски стазите, возите, велите, по секакви, значи и друмски, и планински велосипедизам, и на пат. Се што се случува, нели? Значи потребна е како и физичка, така и ментална подготовка, можеби и повеќе ментална, вие ми кажавте, отколку физичка. Постои ли разлика во подготовките кога одите на офроуд тура и кога одите на роуд тура? Па има разлика, како не. Фокусот е поинаку, движењето, возењето на самите патишта сака сконцентрираност. Значи, ние кога возиме, поготово во група, сите наши учесници што доаѓаат ги учиме на безбедност прво, на држање растојание, на сигнализација, да знаат, пошто друга е група од 20, 30, 40 велосипедисти кои ќе искочат на асфалт, на друм или на планина. Сепак, кој нема искуство и техника на возење, за да ги помини на планина тие препреки, може да донесе кани последици, нормално. Се советуваме, учиме, пошто сите што доаѓаат, не само работата седне на велосипед и ајде да возиме. Ги учиме што да се јаде, што да се пие за време на возењето на турата, пред време на турата или после турата, да се обноват нели мускулите после тој тежок нели напор, да не дојде до дехидрација на телото, тука се после нели јавуваат и други последици поголеми. Разликата при препањето е скоро исто, само што да речеме и на едно на друго се постигнуваат и поголеми брзини на спуштање на друм, на асфалт. Мора се внимава на растојанието, да се има доверба во тој што вози пред и тој позади, да не дојде до судар. Треба спремност. Колку треба да биде растојанието меѓу велосипедистите? Па минимум по метар, ама сепак треба да си фокусиран да го пратиш тој да... Временски, колку трае една тура? Еве, велите 90 километри. Во зависност од учесниците. Која ви е најдолгата тура која што сте ја возеле? Скопје, Охрид, преку Маврово, ама ние возиме и по 200 километри, например, тура, ама тогаш сме лимитирани, одиме само одреден број што знаеме дека се психофизички спремни, ќе може да го издржат тоа. Ние искачаме од Скопје, например, и се враќаме во еден ден таа тура од 200 километри одење враќање. Да, во рамка гледаме да биде нормално сабаље во 6 кога е потопло или 7, да се вратиме 7 максимум 8 во Скопје, да не стемни.
И затоа тие што не пратат знаат, си има нели опис на турата, колку е тешка и кај се вози, што ги очекува, да знае што дека е спремен или не е спремен сами да се знае учесник, дали може да го качи водно догоре за сад, два или не. Пошто тие тури што се кој не е спремен се си се случуваат повлек. ли повреди? Да. Еве, повеќе каде на оној планински офроуд или исто. нема некоја Исто е, некоја се паѓа разлика, на асфалт, исто, повреда ко повреда, значи и од невнимание, погрешно кочење, пресекување на пат, не знам, од некој животно или кола или пешак, ако збориме за низ град на планина, исто од самиот терен, ако се нема искуство и не знае да се помине, значи се вози низ песок, вода, камења, корења, секаде има, да. Да позборуваме малку за опремата. Велосипедизмот сепак е еден од поскапите спортови. За овие офроуд па и роуд тури потребна е значи специјална опрема. Претпоставувам специјални велосипеди, нели сигурно да бидат, еве вие ќе кажете, и претпоставувам заштитна опрема за самиот велосипедист. Па самиот велосипед зависи од кој велосипед и што се вози, си бара своја нели опрема. Велосипедите наши се сите професионални велосипеди, значи не се оние градските, пошто потешко и не ќе може. Разликата е друго. Планински велосипед е планински, на планина нормално, и друмскиот си е друмскиот, има и велосипеди што се само за спуштање, за даунхил да речеме, и са самиот тој вид на практикување што ќе се вози си бара своја опрема. Да позборуваме малку за Асоциацијата на аматерски велосипедисти, Сдруженија на велосипедисти. Вие сте подпредседател. Колку сдруженија има? И каква ви е соработката меѓу себе? Напоменам, иницијативата постоела... Скоро сте формирани, нели? Да, Асоциацијата подолги години, ама никако така како да се собереме сите, и на 13 март во Неготино 15 сдруженија од цела Република Македонија се собравме и се одржа собрание каде што се избра председател. Мене ме предложија ми избра за подпредседател, имам уште еден подпредседател, целата хиерархија како што треба си заврши работа. Значи, зедоа дел здруженија од цела Македонија, од сите градови, од Струмица, Гевгелија, Прилеп, Струга, Битола, Охрид, значи сите поголеми градови влегува во таа асоциација. Целта и задачата ни е за промовирање на планинскиот велосипедизам, како и туризам плюс, запознавање на сите во Македонија, а и од страна, дека Македонија преовладува со стварно прекрасни места и дестинации кои уште и не се откриени и не се истражени, а може да се поселат со велосипед. Ќе ги напоменам, Кокино е атракција, Пелинце е атракција, Куклица е атракција. Значи секаде има места кај што може и се оди усвари со велосипед, али друго е кога се како асоциација здруженја и меѓу себе малце да се помагаме со поддршка и она што настапуваме под мотото дека и заедно сме посилни и појаки, за да можеме да допринесеме што повеќе љубов кон луѓето да се практикува овој спорт и овој. Така. Кажавте дека вие не мирувате, значи возите по сите временски услови, возите и во зима. Да. Како? Исто како што и во лето, само да не е премата. лет, нели? Така Да, ми па тоа е кажат. лошо. Тогаш лизга, излагаме и до -5 и се случувало и малце пониски температури, -10 да биде. Пак се спомнам, све е до премата. Постои зимска опрема, лани луѓе што дојдоа, што возат со нас не верува. Ние не престануваме, за нас сезоната не завршува во октомври, него се оди во ноември, декември, јануар. Година, Да, пошто еве ние се радуваме некој знае јануари да биде топол и февруари. Да. Се вози. Како овој што беше? Да, малце, да речеме, проблем е тогаш малце покасно се излага да се стопли барем 8-9 сатот се трга и се денот се крати, нели? Се прибираме во 4 во 5, али доволно е до Скопје, Тетово или Скопје командо отиде да се вратиме. Колку да се искористи денот, нели? Да се да. остане во кондиција. Да, нема. Имате нон-стоп активности, така? Има да работиме, ама сакаме и да ги затвориме убаво и цела конструкција она да се осмисли, да се направи и да се изvoзи. Значи пак ќе ги поканеме на 7 мај на Спирова колива, кој не е возел да повели, не е нешто тешко, се вози све, прекрасна убавина, горе ќе има и забава со диџеј, погледот ќе биде убаво за сите. Прекрасно, да. Ви благодарам за учеството во емисијата. Горан, ќе ги најавиме ние повторно овие активности ваши.